на воскрешно дивко место. Јас те чекам таму си, скрешно место, дивок час јас чекам на Тебе, Боже, да те запознам, глас да ти чујам јас, да те запознам. Боже, ти дојди, со тебе да зборувам, да те запознам. Се стремам кон целта јас, за награда да добијам. Одам напред, спроти ветров препреки, кон Тебе, Боже, да те запознам, да те запознам, глас да ти чујам јас, да те запознам. Боже, ти дојди, со тебе да зборувам, да те запознам, да те запознам, глас да ти чујам јас, да те запознам. Боже, ти дојди, со тебе да зборувам, да те запознам. Да те запознам. Нема да те оставам, ниту па ќе те напуштам. Така што слободно да велиме, Господ ми е помошник и нема да се плашам. Амен. Ти не отстапуваш дур, немаш се, го бараш срцево. Ти не отстапуваш дур, немаш се, го давам срцево. Ти не отстапуваш дур, немаш се, го бараш срцево. Ти не отстапуваш дур, немаш се, го давам срцево. И ти си како жив на срцево, како жик на раце и твојата љубов од се посилна е, посилна од смртта е. И многу води не може да ја
Ти не отстъпваш дух, немаш се, комара сърце моё. Ти не отстъпваш дух, немаш се, го давам сърце моё. И ти си како жиг на сърце моё, како жиг на ръце ме. И твоята любов, Отце, по-силна е, по-силна от смъртта е. И много води нека може да я изгаснат. Дойди, биди огън во мене, дойди, биди жар во сърце мо, дойди, биди огън во мене, дори не ме вземеш край себе. Край себе. Не сакам да пеем за тебе, кога си далеко. Сакам во тебе да гледам, да те обожавам. Не сакам да пеем за тебе, кога си далеко. Сакам во тебе да гледам, да те обожавам. Не сакам да пеем за тебе, кога си далеко. Сакам во тебе да гледам, да те обожавам. Не сакам да пеем за тебе, кога си далеко. Сакам во тебе да гледам, да те обожавам. Дойди, биди огън во мене, дойди, биди жар во сърце мо, дойди, биди огън во мене, дори не ме вземеш край себе. Добро утро на сите. Господ нека ве благослови. Мината недела почнавме една серија која нарековме необично обични средби. Тоа се однесува на приказните кои се запишени од како Исус воскреснал, но пред да се вознесе. Поточно Лука запишува 3 приказни во последното поглавје на неговото евангелие. Во тие 40 дена Исус се појавува и како што кажав и минатиот пат, има многу приказни и Лука додека истражувал, имало многу луѓе кои се трудале да запишат што се случувало, што кажал Исус, и додека Лука го пишал своите евангелие, тој сретал многу луѓе кои имале многу обиди да го запишат сето тоа, но тој детално истражил се, ги видел тие што се веродостојни приказни, се сретнал со многу очевидци и го запишал свој документ кој го викаме Евангелието според Лука. И денес ние можеме да го читаме. Минатиот пат зборувавме за
првата средба на Исус, веднаш после воскресението, тоа беше средбата со Марија Магдалена и некои други жени. И навистина прекрасен момент да се види како жените реагираат, одма како ангелот ќе им каже дека Христос не е овде во гробот, тој воскресна. И тоа важно прашање, зошто го барате живеот помеѓу мртвите? Тука сега имаме уште една приказна, која мене лично многу ми значи. Тоа беше едно од, да кажам искрено, едно од подобрите проповеди, барем и јас можам тоа да се го кажам, кој ги проповеда во Африка. Почувствував дека таа проповед навистина ми зборуваше на луѓето таму каде што проповеда во џунглата, затоа што еден многу интересен момент кога Исус среќава двајца своји ученици. Моментот во кој тој ги среќава е момент кој тие воопшто не очекуваа. Беше момент во кој тие беа во страшен очај. Но да не должам многу, ќе ја прочитаме целата приказна и ќе видиме што писмото сака да не поучи во таа работа. Ќе читам Лука 24 глава 13 до 35 стих. Вели вака. Во истиот ден, двајца од нив одеа во едно село по име Емаус, кое беше оддалечено од Ерусалим 50 стадии. Изборуваа меѓу себе за сите овие настани. И додека разговараа и се расправаа еден со друг, самиот Исус се приближи и одеше со нив. Но очите им се замрежија за да не го познаат. А тој им рече, какви се тие зборови што ги разменувате меѓу себе одејки и зошто сте нажалени? Едниот од нив, по име Клеопа, му одговори и рече, единствен тугенец ли си ти во Ерусалим, та не си разбрал што се случи во неговие дни? И го праша, што? Ти му одговорија, за Исус од Назарет, кој беше пророк, силен на дело и на слово, пред Бога и пред сиот народ. Како нашите првосвештеници и началници го предадоа да биде осуден на смрт и го раснаа, а ние се надевавме дека е тој оној што треба да го избави Израел, но и покрај се до тоа, денес е веќе трет ден откако се случи ова. А и некои жени од нашите не запрепастија. Тие биле рано на гробот и не го нашле телото негово. И кога се вратија, рекоа дека им се јавиле ангели и им кажале дека е тој жив. Отидоа на гробот и некои од нашите и го најдоа истото она како што рекоа жените, но не го виделе. Тогаш им рече, о безумни, срцето ви е споро за да поверувате во се што рекле пророците. Не требаше ли така да пострада Христос и да влезе во својата слава? Па како почна од Мојсей и од сите пророци, им разјаснуваше што е кажано за него во сите писма. И тие се приближија до селото во кое одеа, а тој се направи како да сака да продолжи. Но тие го задржаа велејки, остани со нас, зашто денот одамна и наскоро ќе се стемни. Тој влезе и остана со нив. А кога седеше со нив, на трпеза зеде леп, го благослови, го прекрши и им подаде. Тогаш им се отворија очите и тие познаа, но тој стана невидлив за нив. И си рекоа еден на друг, зар не гореа во нас срцата наши, кога ни зборуваше по патот и кога ни го објаснуваше писмото? Па во истиот час станаа, се вратија во Ерусалим и ги најдоа собрани 11-те и оние кои беа со нив, каде што говореа дека Господ на вистина воскреснал и му се јавил на Симон. И тие кажаа за она што им се случи по патот и како го познаа кога го прекршил лебот. Амин. Како што реков, Лука запишува 3 приказни. Првата е со Марија Магдалена и жените, втората е со двајцата ученици кон Емаус и третата приказна е моментот кога Исус се среќава со апостолите и со неговите ученици. Тоа што е многу важно е да запамтиме дека од толку многу искази, приказни, записи кои кружеле во тој момент кога Лука го пишувал своето Евангелие, тој одбрал 3 приказни. И верувам дека причината е дека од тие 3 приказни не само што сведочат дека Исус на вистина воскреснал и дека тој е жив, туку сведочат за нешто многу повеќе. Зборуваат нешто многу подлабоко, нешто од кое ние ќе можеме многу да научиме отколку само да се информираме дека Исус воскреснал и дека тој е жив. Има неколку работи кои сега ќе ги нагласам. Има некои важни работи кои треба многу да ни откријат за нашиот однос со Исус. Тука е најважната работа. Нашиот
однос со Исус се менува тука. Прво нешто што мораме да го забележиме во приказната е дека кога тие двајца ученици оделе по патот кон Емаус, тие биле со скршен дух. Тие биле со наведнати глави. Исус им се придружува, ги прашува нешто и нивните лица се надоле. Тоа мораме да го забележиме. Тие се очени, безнадежни. Тие се во болка и во очај. Има две причини зошто тие биле во болка и во очај. Првата причина која можеме да ја забележиме тука од разговорот кој го има тие со Исус е дека тие гледа на животот без воскресението. За нив смртта беше крајот. Гледа на животот без воскресение, без нова надеж. Искрено да кажам, секој што смета дека сега и ова што го живееме, се што постои, се што има, не е можно да не се падне во очај. А јас имам едно прашање за нас, да размислиме. Што ако на вистина смртта не е крајот? Што ако на вистина воскресението е вистинско? Може би тој факт за воскресението е сортиран некаде внатре во нашите традиции и не знам, во некој догматски дел од нашата вера кој го кажуваме само како папагали без да размислиме што тоа навистина значи за нас денес. Но што ако воскресението е вистина? Што ако таа конечна надеж е вистинска надеж? Тоа што е интересно и тоа што го слушам цело време, посебно од луѓе кои се да кажеме без вера, без едноставно луѓе кои се не веруваат во ништо, ќе кажат дека било која религија, вклучувајќи и христијанството, е еден слеп чекор на вера. Кој може да докаже се што се случило, се што е запишано? Кој може да потврди за воскресението, за погребот на Исус, за сите тие работи? Кој може тоа да го утврди? Едноставно, било која вера, било која религија е еден слеп чекор на вера. Убаво е тоа да се верува во нешто, но да бидеме реални, еден слеп чекор на вера. И голем дел од луѓето имат една таква идеја во стилот верата е останата во нашата традиција, што ми е наследил од семејството, од не знам кој се не, но реално се чувствува како еден слеп чекор на вера или каква поврзница има тоа со мене денес. Како може тоа се докаже дека Исус воскреснал? Ке слушнеш луѓе и кажат кој се вратил од мртвите да ни каже дека тоа е вистина или не. Но јас сакам да кажам дека тоа не е случај со христијанството. Посебно ако се работи за докази. Доказите за христијанството се толку исцрпни, за Христовото воскресение се толку обемни и ги има во толку голем број што дури ни непријателите на Исус не можеле да го порекнат сето тоа што се случувало. Тоа можеме да го видиме уште во првиот момент во разговорот помеѓу Исус и овие двајца ученици. Кога Исус им се придружува, ги прашува како се, што се ово, оно, кој знае што правеле муабет. Исус ги прашува, а зашто правите вие муабет? Што се случува? Тие на некој начин се фрапирани зошто Исус не слушнал, иако тие не знаат дека тој Исус. Ама зошто тој човек кој оди сега по нив, не слушна за тоа што се случува последните неколку дена. Сакам да кажам дека сите нешта кои Исус ги правил и тие го потврдуваат тоа. Целата негова мисија, сите негови зборови, чудеса кои ги правеше, неговиот статус дека е пророк, Божи човек, е толку јавно нешто што е еднакво на знаење, општо знаење за целата заедница околу Ерусалим. Веќе знаеле кој е тој, така и го дочекале. Значи, чудата на Исус, приказните за него, неговите изјави, неговото раснување, дури неговиот погреб, дури сега и празниот груп, се веќе јавна тајна, нема старинени тајна, тоа е едно општо познавање на заедницата. Сите знаат веќе за таа работа. Едноставно тие се зачудени и го прашуваат: Доро, дали ти си единствениот странец тука кој не знае за тие случувања? Ако ти не си слушнал за тој Исус, веројатно не си од овде, бидејќи целиот тој крај ги знае сите тие нешта. Едноставно доказите беа толку општо прифатени, толку сеопфатни, како што кажав, дури и непријателите на Исус нема со што да се спротивстават на тоа. Мене многу интересен текст ми е во Дела 26 глава, кога Павле е уопсен во Ерусалим и тој е изведен пред Фестус,
римскиот прокуратор или што и да бил во тој момент, и царот Агрипа, израелскиот цар. И Павле таму стои пред нив и ја брани својата вера, своите постапки или се брани себе си за тоа што го верува. И кога Павле зборува за Исус и кога тој зборува за воскресението на Исус, Фестус почнува да се исмева со Павле. Вика, Павле, гледам дека си многу паметен, ама многу учење си полудел. Арнова Павле се свртува и гледа кон Агрипа, израелскиот цар, еврејскиот цар во тој момент. И Павле многу добро знае дека Агрипа е многу добро запознаен со тие случувања, бидејќи се случале 20 до 25 години пред тоа. Царот добро треба да ги познава тие работи, бидејќи ниедна од тие нешта не се случија прикриено, и тоа Павле го спомнува таму. Чудата на Исус, учењето на Исус, начинот на кој беше фатен, начинот на кој беше осуден, распнувањето, празниот гроб, сите тие сведоци кои го виделе Исус, сето тоа беше јавно. И дури и царот Агрипа ги знае тие работи. Павле се свртува кон царот Агрипа и вели, добро знае за чудата, добро знае за Исусовите зборови, добро знае за сведоците, добро си запознан за сите тие нешта кои се случија. Агрипа едноставно не може да ги порекне тие нешта, бидејќи се дел од општото знаење веќе на заедницата таму. Сите тие настани се добро познати. Ако ќе слушам, кој знае дали било точно, дали воскреснал, дали има докази. Има многу докази, многу записи. Читајте и ќе видите. Верата во Исус не е слеп чекор на вера. Чекор во слепо е нешто друго и сега ќе ви кажем што е. Чекор во слепо е следната изјава. Кога ќе умреш, гниеш. Толку. Тоа е еден слеп чекор на вера и ќе ви кажам зошто. Луѓето кои веруваат така, веруваат дека нашето постојање е чиста случајност. И со тоа нашата потрага по значење треба да заврши тука. Слушав еден научник и кога дојде разговорот за значењето дека човекот се бори да дојде до значење, до вредност, научникот да каже, тоа ми е најнеинтересното прашање кое сум го слушнал во животот. Зошто да го бараме значењето? Зошто да ја бараме нашата вредност? Ние сме производ на случајност, ние сме прашина, склоп на околности, нема смисла ништо од тоа. Едноставно, случајно се погодиле да постоиме. Нашиот почеток е беззначаен, нашата судбина е беззначајна, кога ќе умреш, гниеш. А сепак, истата таа заедница, која го верува тоа, ќе збори за човекови права, пристојно однесување, грижа за тие кои се обесправени. Христијаните по таа логика морам да кажам дека во суштина се многу скептични. Ако твојот корен е беззначаен, ако твојата судбина е беззначајна, изјавуваш дека твојот живот или било чиј живот на оваа планета е беззначаен, нема вечност, нема воскресение, ако смртта е крајот, и ако се е беззначаено и ако умреш гниеш, тогаш обесправеноста, насилството, злото или доброто и злото се само конструктив внатре во нашиот ум. Што има врска тоа? Неверојатен е скокот во слепо да се биде нерелигиозен, а да се живее според принципот на објективно добро или за објективна вистина. Неверојатен скок во слепо е да се биде нерелигиозен, а да се бориш за значењето на некоја група, за нечии права. Тоа е по дефиниција скок во слепо. На кој начин ќе го оправдаш тоа? Едноставно се еден таков светоглед не можеш да ги даеш тие изјави дури и за човекови права и за значењето на тие права, кога животот во суштина и судбината на животот е крајно беззначаен. Тоа е скок во слепо. Но, да се живее животот како значаен и со значење и важност е само ако живееш во верувањето дека ова и овде тука не е крајот. Да веруваш во воскресението. Да веруваш дека нештата продолжуваат и понатаму. Да веруваш дека има многу повеќе од само ова кое сега ние го искусуваме тука. Учениците кои Исус ги сретна по патот беа разочарани бидејќи гледа на животот без воскресението.
И не е ни чудо што беа очајни. Тие се фокусираа на Исус, на неговата мисија и супер беше додека тој беше тука, но сега кога умре, очај. Нема никакво продолжување, нема никаква надеж. Во нивниот очај има уште пострашна трагедија. Исус им се придружи, тргна со нив доди, а тие не го познаа. Уште една голема трагедија. Тоа по дефиниција се вика духовно слепило. Ајде ги оставиме учениците настрана. Можеби Исус сега е во твојот живот, стои до тебе, но ти не можеш да го видиш. Можеби се бориш со прашањата, а каде е Бог сега? Не знам со што се соочуваш во животот. Можеби ќе кажеш, гледај светот каков е, што се случува, каде е и Бог во сето тоа. А Исус да стои во тој момент до тебе. Можеби некој од вас така се чувствува. Првата важна работа која мораме да ја видиме во текстот и да ја извлечеме, зошто тие не го препознаа Исус, е следната. Исус беше многу необично обичен. Исус беше толку обичен, а тие можеби очекува некаква атракција. Ако измислуваш приказна за воскресението на Исус, приказната, верувам дека ќе биде најмалку онаква како што ние пријаме во Светото писмо. Едноставно, Исус е многу обичен тука. Нема ништо спектакуларно, нема огномети, ништо од тоа не можеме да го видиме. Толку е обичен Исус во приказната што за неговите ученици кои го знаеа, тој станува непрепознатлив. Толку е обичен. Ако измислуваш приказна за воскресението за Исус и за неговото воскресение од мртвите, можеби ќе ја напишеш на следниот начин. Ќе ја раскажам, само да кажам од каде ја зимам таа инспирација. Често пати гледам емисии за потрага по историскиот Исус, National Geographic History Channel. Често пати демек наоѓаат скриени документи кои црквата не знам ги става по страна, а луѓето сега ги наоѓаат после не знам колку века, што ништо тоа не е точно. И доаѓаат до некаква реконструкција за приказната на Исус. Стилот доаѓаат, сега гледаме што на вистина се случило, сега гледаме како учениците гледале на Исус, дека тој на вистина не воскреснал телесно, туку воскреснал во нивните срца, какво значење имало тоа, зошто го правиле тоа што го правиле. И ќе извадат некој документ дека демек е таен документ, како да кажеме, тие што се апокривни евангелија, некои такви документи и ќе направат комплетна реконструкција на Исус. Иначе едно од тие приказни оди вака. Воскресението се случило на тој начин. Два огромни ангели или луѓе облечени во светло се спуштаат од небото и целиот крај е покриен со светлина. Го буткаат камерот и гледката е толку спектакуларна што се собира толпа. Гледаат што се случува. Сите се заслепени од светлината, но двајцата ангели влегуваат во гробот. И отеднаш го буткаат камерот, како што кажав, излегуваат тројца. Двајцата ангели, главите им се до небото, а на третиот, кој е Исус, главата му оди над небото, исчезнува. Толку е висок, толку е величествен, толку е голем. Гледката, како што кажав, е толку спектакуларна, што собира луѓе, уште повеќе народ доаѓа и го гледа се до тоа. Има прашања и се појавува крст кој зборува. И се е толку необично и спектакуларно. Ако измислуваш спектакуларна случка за воскресението, таа би изгледала отприлика вака. И таа е запишана во апокривното евангелие според Петар. Документ кој е напишан многу подоцна, не се знае од кој е напишан, документ кој е достапен да се чита и документ кој со право црквата го отфрлила затоа што едноставно историски не е подкрепен од другите, не соодветствува приказната, како прво не е напишан од очевидци, не е напишан во првата генерација христијани и црквата го отфрлила тој документ. Воскресението на Исус и неговите појави се неверојатно и необично обични. Едноставно не е нормално колку обичен е Исус кога им се придружува на учениците кои си одат по патот. Ти одат и Исус им се придружува
како било кој друг сопатник. Една важна работа во сето тоа што можам да го заклучам е дека тоа мене ми дава една огромна надеж. Нашата иднина не е некаква духовна, летбечка, не знаеме каква, непозната, езотерична иднина. Нашата иднина многу ме потсеќа на она што го викаме наш дом. Нашата иднина е многу телесна, многу препознатлива, хоуми, како што знаеме понекогаш да кажеме. Тоа ти едноставно не очекува Исус да биде толку обичен. Очекува нешто многу повеќе. Можеби и сега некој од нас, за да станат следбеници на Исус, да бидат негови деца, да веруваат во него, очекуваат можеби некаков глас од небото. За да го предадат животот на Бог, да се предадат себе си, очекуваат некакво спектакуларно сведоштво да доживеат, видение, глас од небото. Очекуваат нешто неверојатно. Има и такви сведоштва. Сум слушал христијани кои слушнале глас, кои виделе, кои доживееле нешто неверојатно. Но морам да кажам дека тоа е сведоштво на 1 во 100 сведоштва кои ги имам слушнато. Начинот на кој повеќето го доживуваат Исус и на наредниот начин. Исус сега и во овој момент е во твојот живот, но откако ќе помине некое време, ти гледаш наназад и разбираш дека Исус бил цело време со тебе. Нешто слично тоа што го доживеале двајцата ученици кои оделе према Емаус. Исус се придружува, тие него ни познаваат, разговараат со него и моментот кога Исус исчезнува, ти разбират, па нели гореа срцата наши додека Исус беше со нас, кога ни зборуваше, кога ни објаснуваше. Најголем дел од сведоштвата се такви. Исус беше во нивниот живот и направи нивните срца да горат. Тие во тој момент не ни знаеа зошто се чувствуваат толку пријатно со него. Исус толку нежно им пристапи во тој момент. Не чекај огномет, духовен огномет, не чекај глас од небото. Предади го животот на Исус. Или предади се сега. Може би си поминал некој време со Бог. Може би сега си во некоја криза. Може би имаш еден куп прашања. Исус ужива да работи преку обичните нешта во животот. Тој ги користи сите тие ситуации. Тој едноставно работи преку обични нешта. Тоа го доживеа учениците према Емаус, тоа и јас го доживам често пати. И многу луѓе во кои Исус работи длабоко во нив. Втората работа зашто тие беа очајни, можеме да ја видиме во 21 стих. Ја вели вака. А ние се надевавме дека е тој оној што треба да го избави Израел. Нивното слепило може да се види и на уште едно ниво. Слепилото дека единственото робство на кое ние сме изложени е телесно, економско, политичко. Единствениот проблем во животот кој сметале дека го имаат во тој момент учениците биле околностите. Ако се смени политиката, ако се смени економијата, ако ми се смени работата, ако ми се смени статусот, се ќе биде окей. Тие сметаат дека ако се смени императорот, во тој момент во Израел царот или првосвештеникот, се ќе беше во ред. Но еве, сега Исус умрен, готово. Ние сме во очај. Исус дојде да ослободи од друг вид на робство. Духовно и длабоко сме поробени. Но тие не го видат тоа робство. Дали ти гледаш потреба од ослободување од едно такво робство? Дали ја гледаш потребата? Дали го гледаш робството внатре во тебе? Може би, ќе кажам збор 2 за зависноста. Било кој вид на зависност е робство. Секој вид грев е зависност. На почетокот го правиш нештото за да доживееш некаква трансцендентност, да доживееш опуштање, да биде како бегање од реалноста. Така почнува работа, да се расположиш малце. Но дојдеш до состојба на толеранција. Тоа што те смируваше досега, кој цело време го правиш, сега во суштина те носи само во состојба на некаква нормала.
И тоа е состојба на толеранција. И тогаш стануваш зависен. Веќе во таа фаза ти мораш да го примаш тоа нешто, мораш да го правиш тоа нешто, затоа што животот станува тежок без тоа нешто. И тоа те бутка во една последна фаза. Тоа што те смируваше или можеби те носеше до некаква нормала, веќе е средството кое уствари ти дава неспокој, ама мораш да го земеш. Мораш да го направиш. Мораш да бидеш дел од тоа нешто. Те зграбчува и никогаш повеќе нема те пушти. Ти веќе и не знаеш дека си роб. Тоа е реалноста за секој грев, за секаква зависност. Во суштина, ако Исус не е твој господар, ако Исус не е доволен за твојата комплетна радост, со се што ти ќе го замениш неговото место за да бидеш среќен во животот, станува твоја зависност, станува твој грев, твој идол. Се што ќе додадеш на Исус или ќе го одземеш од Исус, или ќе го замениш Исус со нешто, за да бидеш среќен, станува твој идол, твоја зависност, твој грев. Проблемот со двајцата ученици е што тие воопшто не знаат дека се робови. Тука е големиот проблем. Те веруваат дека нивниот единствен проблем се околностите. И само ако се сменат околностите, работите и животот ќе биде подобар. Но не се свесни за подлабокото робство. Се што тие очекуваа беше само да дојде до некакво спокојство. Ако се сменеа некои околности, ќе дојде до некакво спокојство. Ако Исус беше царот, ако Исус беше првосвештеникот, ако Исус беше генералот во таа ослободителна војна, секи беше добро, ќе дојдевме до некакво спокојство. Тоа дејства како некако фикс за моментално да се чувствуваш добро. Ако очекуваш само некакво спокојство од нештата, тоа и ќе го добиеш. Ќе бараш срцепарајучи пораки, ќе шпарташ по Фејсбукот, ќе бараш некоја слика, ќе лајкнуваш пораки и слики кои ќе ти дадат лажно спокојство. Ќе бараш лесни дела кои ќе можеш да ги направиш барем да те смират совеста. Ќе правиш трансакцијски дела на добрина. Ќе направиш некој добро за тој да ти направи добро. Само за да дојдеш до некакво спокојство за душата, за да не се измачуваш, да не размислуваш подлабоко, за да не се обеспокоиш. Нема да има ни жар, ни радост, ни ревност, ни итност. Нема да има итност така како што имаше Марија Магдалина, која прв пат ја слушна порака дека Исус е жив, дека не е мртов. Како што кажав минатиот пат, моментот кога таа слушна дека Исус веќе не е мртов, дека тој е жив, таа веќе не одеше. Таа почна да трча. Доколку се впуштиме во еден таков процес на зависност, на фикс, на некоја само смирение да добиеме, некоја лажно смирение, ќе завршиме со рамнодушност. Се додека не разберат дека треба да бидат ослободени од страшното и длабоко робство, учениците ќе останат во очајот и во рамнодушноста. Наместо да сме фокусирани на тоа дека ни е потребна промена на околностите, разбеди го подлабокото робство, кој и со промена на околностите нема да промени ништо во тебе. Ќе останеш подеднакво мизерен, подеднакво рамнодушен, подеднакво празен, заробен и зависен. Хајде да застанеме да се прашаме, можеби себе си. Во што сега ја бараш радоста, исполнувањето и среќата? Во кои околности бараш исполнување и решение? Можеби е работата. Можеби мислиш, ако ја сменам работава, можеби ќе добиам повеќе пари, подобра позиција, ќе бидам посреќна личност. Можеби се, ако си студент, за студиите, ако успеам ова година да ја протуркам и да ја завршам, без разлика на тоа каква е кризата, ќе биде супер, подобро ќе биде. Можеби кариерата, можеби сикаш само да не заглавам тука во овој процес на транзиција, да си продолжам кариерата да си ја растам. Можеби се парите, мислиш ако имам повеќе пари, ако заработам повеќе, подобро ќе биде. Можеби политичката клима, наука нас се надеваат на тоа, ако се смени политиката, ќе биде подобро, ќе бидам посреќен, ќе бидам порадосна личност. Што е тоа што мислиш дека ќе ти го реши проблемот? Тоа што навистина ти треба не е промена на околностите, туку е промена на срцето.
Целата Библија, целата порака, целото Евангелие е тоа. Тебе не ти треба промена на околностите. Тебе ти треба промена на срцето. Робството е толку длабоко. Дали си оној кој извикува страдам и потребно ми е промена на околностите, или си оној кој извикува грешен сум, потребно ми е ново срце и ослободување? Тоа е големо прашање. Тоа беше потребно на 20 ученици за радоста нивна да биде целосна. Содека него видел своето длабоко робство, ти велеа дека тие се надеваа дека тој е Месијата и дека ќе измени околностите, а сега се оставени во безнадежност толку. Како тие 20 ученици дојдоа до исцеление? Важната работа е да видиме дека тие дојдоа до тоа исцеление, едноставно го доживеа тоа што Исус сакаше да го доживеат. Прва е многу важна работа. Тоа што е многу важно, што можеме да го видиме овде во овој случај, дека Исус ги носи и двајцата на едно место. А тоа е Божиот збор. Ги носи во Божиот збор. Почнува од Мојсей, преку пророците, преку сите историски списи, им го објаснува целиот закон, целото писмо. Лука вели, почетокот на отргнувањето на слепилото е во твојата желба да му пристапиш на Божиот збор. Не очекувај ослободување без Божиот збор. Божиот збор дава живот. Не твоето интелигентно, рационално размислување, промена на околностите. Божиот збор носи ослободување, Божиот збор носи исцеление. Тие со Исус отидоа во писмото. И втора многу важна работа е кога тој им го објаснуваше писмото, сето писмо кое го објаснуваше го насочи кон себе си. Целото писмо можеше се разбере единствено ако е насочено према Исус Христос. Има два начини на читање на Библијата. Има моралистички начин и има христоцентричен начин. Моралистичкиот начин е следниот. Можеш да ја читаш Библијата како се да се однесува на тебе. Секоја приказна можеш да ја свртиш кон себе си. И многу тие приказни ќе бидат многу инспиративни. Приказната за Давид и за Голијат. Најмалото детенце, најслабиот оди да се бори со најголемиот. Најмалото дете од фамилијата се бори со джинот од непријателот. Малото дете со прачка во рака против джинот со целата војна опрема која има. Која е пулката од оваа приказна? Моралистичката приказна, инспиративната приказна е дека никогаш не треба да се откажеш. Да не свртиш грб на стравот, да се соочиш со стравот, со своите стравови. Колку поголеми се проблемите со кои се соочуваш, толку поголема е победата која ќе извојуваш. И сите тие нешта се инспиративни. Ќе прочиташ малку од Коста Петров, од Смилјан Мори или како да се викаше, еден куп мотивирачки говорници, ќе се охрабриш, ќе примениш малку позитивно размислување, ќе тргнеш смело и ќе тераш така охрабрен. Дури Библијата ќе те охрабри, кога ќе ја прочиташ приказната за Давид и за Голијат, си викаш, па така е бе, треба да се охрабриме малце. Но ќе дојде моментот на тестот и ќе бидеш прекршен. Ќе дојде коронавирусот и сето тоа паѓа во вода. Но Исус вели, Библијата и секој можен дел од Библијата е за мене. Покажуваат према мене. Единствено така можеш да ја разбереш. Единствено така можеш да пораснеш. Единствено така можеш да се исцелиш. Единствено така можеш да застанеш на нозе, да се радуваш вистински. Единствено така има смисла. Секоја приказна во Библијата има епизоди кои покажуваат на Исус. Приказната за Давид и за Голијат. Еден се жртвува за сите и преку својата слабост го победува злото кое се манифестираше на толку грандиозен начин. Од еден зависеше победата на сите. Давид е предслика за Исус, но Давид е само сенка на Исус. Исус е оној према кого покажува таа приказна. Да бидам посмел, секоја добра приказна покажува на Исус, макар таа да биде и надвор од Библијата. Сите тие елементи во Господарот на прстените, Фродо, Матрикс, сите тие нешта кои навистина го разнежнуваат твоето срце, едноставно го загреваат твоето срце. Сите тие имаат сенка на Исус во нив и покажуваат према Него. Кога тоа ќе го видиш и препознаеш, тогаш твоето срце ќе се растрепери.
Единствено ако го видиш него како центар на се, само тогаш можеш да го почувствуваш него како делува во твојот живот. Само тогаш можеш да го видиш твојот живот како се преобразува, бидејќи тогаш разбираш дека тој направил се за тебе. Што треба да заклучиме од целата таа сцена, од целата оваа приказна која можеме да ја прочитаме во Евангелието според Лука? Во заедништвото, кога разговараме за Исус, кога разговараме за Божиот збор, кога воопшто можеби не ни е ни јасно, тогаш Исус се појавува. Кога тие двајца разговараа, не им беше се јасно, можам да кажем дека тие беа во страшен очај, разговараа за настаните, се спомнуваа за тие прошта, ние се надеваме, ама ништо, но Исус тогаш се појавува. Во заедништвото. Двајцата се збунети и загрижени, и тогаш Исус се појавува. Повикот за нас е: не стои сам во својата збунетост или во своето патешествие на животот. Впушти се во заедницата. Во тој контекст Исус доаѓа и носи разјаснување во неговиот збор, кој ќе го студираме заедно. Тој доаѓа во тие проблематични ситуации. Тогаш, кога стоиш во заедницата. Колку убаво се нагласува тука заедницата и локалната црква. Локалното заедништво не носи во контексти во кои ние можеме да разговараме за верата, можеме да заедничариме заедно, да го доживуваме заедништвото со Исус, кој се придружува тогаш кога не го очекуваме. Тогаш можеби кога сме уплашени, кога сме во очај. Тогаш Исус доаѓа, кога сме заедно. Повикот за нас е да се приклучиме во тоа заедништво. Да го проучуваме Божиот збор. Целиот Божи збор е надахнат. Целиот Божи збор е христоцентричен. Зборува за Исус, за неговото дело, за конечната надеж, за вистинското исполнување, за вистинската вера, за вистинската увереност и радост во животот. Придружи се на групата со која ќе разговараш за Божиот збор. Нешто кое Исус им го објаснуваше на учениците и нешто после кое нивните срца се разгореа. Тогаш горат срцата. Не си сам остров, не си пуст остров, не постои такво нешто. Не можеш така да растеш. Единствено во заедница се расте. Биди редовен во црквата, тогаш кога црквата ќе почне да се среќава пак. Биди дел од локалната заедница во која безрезервно ќе се впуштиш и ќе градиш односи. Во контекстот на заедницата, повторно ќе кажам, Исус се објавува. Во контекстот на заедницата ќе се увериш колку необичен, а обичен е Исус. Во контекстот на заедницата Исус ќе се појави и ќе го преобразува твојот живот. И однеснаш ќе застанеш и само ќе се сетиш после одредено патешествие, после одредено време. Ќе сватиш дека цело време Исус одел со тебе, разговарал со тебе, ти го менувал животот. И твојот живот е променет. Придружи се во таа локална црква, во таа библиско проучување, слушај го Божиот збор, помини време во молитва, едноставно расти заедно со заедницата во познавањето на Исус и во Христоликоста. Господ некој благослови.